Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на Анализа и во вечерашнава емисија претежно ја отстапуваме на правосудството на сите овие случувања што имаат врска со тоа. Наш гостин, верувам на наше и на ваше задоволство, е адвокатот Тони Менкиновски. Менкиновски, добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, јас вас ви благодарам и подолго време не сте биле во телевизија 24, баш велам така. Да. Се надевам дека ќе одговориме на прашањата кои ќе ми ги поставите како новинар и јавноста ќе биде задоволна да одговорите. Така, ви благодарам многу, секој сте елоквентен, релевантен да зборувате за правосудството, за македонските случаи пред Европскиот суд за човекови права. Вие сте еден адвокат кој што добивте многу случаи на нашинците од Бугарија на Омоилинден Пирин. Ке зборуваме за се пополека, но најнапред почнуваме со она што е тема топ еден овие денови, особено актуелна тема со врекањето на Артан Груби во државата, со оналишување од слобода на граничниот Премин Блаце, од каде што се појави, и преиначувањето на притворот од притвор во домашен притвор. Како гледате вие на сето тоа? Има ли договор, нема договор? Бака се. За политички договор? Апсолутно ве разбирам и сакам баш на гледачите да им образложиме оваа тема од наша гледна точка, нормално. Она што на почетокот сакам да го истакнам е еден митинг во 1991 година, мислам дека беше. Тогаш имаше една сентенца, Анте Поповски, дека татковината не се сака со затворени очи или со врзани очи. Зошто го зборувам ова и зошто ја кажам оваа порака, бидејќи во конкретниот случај е многу битно да се лоцира одговорноста во делот на кукниот притвор, бидејќи тука имаме три чинители кои се одговорни за изречената, бидејќи не се согласувам, иако претпоставката за невиност е многу важна работа, значи на секој еден. Значи, три чинители кои треба да кажат каде лежи вината и зашто му е определен кукниот притвор и зашто го спомнав Анте Поповски, после ќе ви кажам и на крајот, и дека татковината не се сака со затворени очи. Прво и основно, кукниот притвор Македонија во делот на притворот е години под мониторинг на Совет на Европа, бидејќи мерката притвор кај нас се смета за казна. Во 99% на случаите. Значи имате луѓе кои се притворени и дури имаме од предметите змис колку, ако се сеќавате, значи необразложени предмети само се ставаат во притвор и притворот е најголемата казна. Поголема слобода имате кога сте во затвор, него кога сте во притвор. Дури и условите кои се во Либеја, во затворот Скопје или Шутка, така наречен, беа толку лоши што намерно одредени луѓе се ставаа години назад и се ставаат во притвор само како би се изнудило од нив признание, би се заплашиле и така натака. Јас ова не го зборувам, а го зборуваат различни извештаи на комесарот за превенција, на комесарот на комитетот за тортура, превенција од тортура и така натака. И сега, имаме три органи кои овдека јас како професионалец, гледајќи го целокупниот случај, тоа е првиот е јавното обвинителство, второ е судот и третиот е наводна некаква белешка од страна на Министерството за внатрешни работи и од страна на Агенцијата за национална безбедност, АНБ. Прво и основно, Агенција за национална безбедност не смее да влегува во судски постапки и тоа е правило без исклучок. Тоа е, значи, нешто суштинско. Ние знаеме дека во минатото имаше такви случаи кога се апсеа луѓе и се носеа во притвор по претпоставки на АНБ дека ќе се дадат во бегство. А целта беше сосема друго. Многу ми е жал што тој случај заврши малце поинаку, но сметам дека АНБ не е местото во судскиот систем. Значи, напротив, е надвор од судскиот систем. Министерството за внатрешни работи, според она што го слушнав, даде на несрекна, ако е дадена, јас не знам, ова е послушнато, значи, дека условите во притворот, безбедносните услови не се соодветни и дека треба да му се даде куќен притвор. И тоа јавниот обвинител го искористи, а судот само го потврди. Сега, што е многу важно да се стори во овој момент за да се утврди одговорноста, кој стои позади целокупната, значи каде е она што министерот Филков
мислам една добра работа од негова страна, го побара е Советот на јавни обвинители и Судскиот совет да подитно да излезат. Апсолутно. Дури слушнав еден адвокат кој е член на Судскиот совет дека пристапи веднаш пред да се собере Судскиот совет во одбрана на судијата. Не. Сега е потребно на јавноста на Македонија овие институции да се состанат, потребно е висшиот јавен обвинител да поднесе жалба на оваа одлука и да се лоцира одговорноста. Или, доколку сметаме ова да го земеме за пракса, сега се враќаме на онај момент кој на почетокот го кажав, значи тогаш нека ги ослободат сите оние луѓе кои значи се во моментов во притвор, значи и за кои значи мерката притвор треба да е олеснат. Сега во моментов мислам дека имаме 200 луѓе кои се во притвор. Тогаш дај да ја воведеме оваа пракса, значи кон другите луѓе. Јас морам да кажам едно искуство во една со бившиот јавен обвинител Јовевски, мислам дека се викаше, имавме една средба со јас, Јовевски и еден еврокомесар и од страна на еврокомесарот беше инсистирано да се стават тие алки за притвор. И тогаш, тој е официјален состанок, има и записник, одговорот беше многу несериозен на јавниот обвинител дека немаат батерии за алките за да се почитува мерката куќен притвор. Да поентираме. Сметам дека ова, ако е преседан во Македонија, ако Артан Груби може да оди во куќен притвор, можат и другите луѓе да одат во куќен притвор. Или да се најде одговорност, значи и мерката куќен притвор да се замени со мерка притвор. Зошто го спомнав Анте Поповски на почетокот и зошто го спомнав тој собир? Тој беше собир за македонците во соседството. На тој собир говореше Анте Поповски, мислам дека господинот Тупурковски. Тоа е пред можеби 35, не знам, години. Кај мене 91 да. Кај мене остави многу голем впечаток и таму видов луѓе кои сонуваат не за независна држава. Значи, за независна држава, но сонуваа за правда, за среќа и слобода. Тие луѓе кои тогаш сонуваа таква држава, моментално наоѓаме, доколку се живи многу и од тие, јас педе ги бев помлад, не се живи, значи сега во моментов живееме во хаос. Така да, тоа не е сонот на тие луѓе од 91-а. Кога од на правосудниот поредок од државата? Зборувам, да, и во генерална смисла. Значи, зборувам дека не е тоа за тоа што тие луѓе сонуваа. Ние сега моментално живееме во хаос. И на тој хаос мора да му се стави крај. Или ќе го почитувате и на другите луѓе кои се сега моментално во притвор. Ќе им дадете, значи, полесни мерки. Тоа се и напаствија на Совет на Европа, дека мерката притвор треба да се користи само во исклучителни... Да, мерката притвор кајна за жал се користи за пресметка со политички неистомисленици. Тоа е жал. Тоа може да ви го потврдат и видни професори, зашто ние имаме луѓе. Македонија има многу интелектуалци, многу паметни луѓе кои знаат оваа материја. Повеќе пати во јавноста е кажано, вие новинарите сте го пренесле, но политичарите немаат слух, се додека се на власт немаат слух. Кога одат во опозиција имаат слух. Значи тоа е една појава која сум ме забележал низ мојата канцеларија, значи кога биле на власт сум зборувал дека треба овие работи да се сменат, дека мерката притвор не треба за секого да се издава. Знаете, тоа влијае на семејството, ние сме мала држава, не сме некоја голема држава, на средината на семејството имате мерки, гаранции, имот ако избега да му го земете, пак државата ќе спечели, можете да го најдете. Постојат легални параметри и така натака, а не да го држите по 9-15 месеци за да изнудите признание од него, бидејќи знаете тоа е условите се неподносливи таму. Јас не го кажам тоа. Таму е можеби чувствителноста на граѓаните, извинете, ви влета во збор, меѓутоа ова кога рековте ако важи за еден, нека важи и за сите. Апсолутно. Деновиве имаше нели од многуте коментари на социјалните
социјалните мрежи еден коментар гласеше прилика вака, ќе се обидам да го да го цитирам туку, да го описно да го представам. Вика сега барем на држава и останува уште официјално да прогласи дека има два правни системи во Македонија. Едни за кастата, за тие што се нели за феудалците на функција, или за феудалците со така, зборови, да, а и други за обичниот смртник, за обичниот човек, за жал. Менкиновски еве со груби тоа рековме дека денеска јавното обвинителство, Советот на јавни обвинители упати дека Висшото јавно обвинителство има надлежност да коментира и да дава образложение. Вие мора да вложи жалба. Да, така го кажавте вие сега во одговорот. Предходно поврзано со судскиот совет, со прозивката на судскиот совет, нели судиката Сузана Јошевска Анастасова, член на судскиот совет, кажа дека видите, така, дека да видиме искажени, да видиме искажени. Бидејќи не има потреба од седница и треба да дадат јавно, пред јавно. Значи јавно треба да кажат дека судијата кој го судил предметот, за јас не сум тој. Нема потреба од дитна седница за основно правило во кривична постапка. Видете, значи судијата му е даден предметот. Ако не е побаран од судијата притвор, значи тој не може да одлучува. Значи не можеме сега и да плюкаме по судиите. Значи треба точно и треба некој да ги оправда, да го каже судскиот совет, тој да што треба да каже. Не може надвор од нивните овластувања нешто да направат. Значи не може ултра вирес по латински, значи надвор од нивните овластувања, овој бара куќен притвор, вие да му дадете притвор. Ме разбирате? Да. Затоа треба точно да се лоцира одговорноста. Кој е одговорен? Јас го читав и директорот на затворот во Шутка, брилјантен, кажа дека можи, Утковски кажа можи дека гарантира безбедност. А од каде доаѓа тоа дека не може безбедноста да му се гарантира? Видете, тука правите, ако на него не може да му се гарантира безбедноста, па дај да ги пуштиме овие другите што се натре. Значи треба ние фактички институциите се подриваат институциите на државата. Сами меѓу себе вие рековте и за АНБ, дали некој инструментализира АНБ во случајот? Ама треба да си одговорат, треба да си кажат. Значи тоа треба, ова е сериозен преседан во македонското правосудство, значи и во македонското општество. Имаме бегалец кој навистина беше подпредседател на влада, мислам дека така. Да, вице-премиер. Вице-премиер зад кој се и да е доушник, значи не со овака со него. Значи во моментов мора институциите да реагираат. Така. Од кого очекувате реакција сега, од Советот, од Висшото јавно обвинителство или од сите? Од сите. Од сите институции, бидејќи имаме член на судскиот совет и од Советот на јавното обвинителство е дел од извршната власт. Мислам во оваа држава еднашка треба да престанеме да се лажеме. Кој го избира сега новиот јавен обвинител? Гледаме да. Па сега имате републички обвинител. Нашиот народ знае дека поминува многу лаги, ама молчеливо ги голта. Значи, еднашка треба да се лоцира одговорноста и да се каже, и не може вака да се постапува. Затоа и младите бегаат од ваквата правна несигурност. Така, вие, Менкиновски, велите дека нашето општество продуцира систем на правна несигурност. И повикувајќи се на релевантни истражувачки, центри, велите, и оттаму е големото мигрирање надвор од државата на млади луѓе, напред се млади луѓе, па и повозрасни луѓе бараат спас од државата, баш поради тоа несигурност. Во Македонија, велите, има проблем и треба да се решава тој проблем. Луѓето се жедни за правда. Видете, ако го споредиме нашиот систем сега, правосуден систем, значи со правосудниот систем кој, да речеме, 90-тите години функционираше, во тој систем имаше поголема динамика него сега. Ако односите, значи имаме преминот социјализам во капитализам, значи тогашните судии се справуваа со тој систем. Сега кај нас ги гледав некои математики, бараат да се вработат повеќе судии, дека системот не е во криза, дека имаат премногу предмети, дека имаме многу корумпирани судии и така натака. Многу е битно и многу е важно да се воспостави мерит систем, бидејќи вие не можете судијата кој работел овдека, имате судии кои работат и честно си го заработуваат левот, имате и обвинители кои исто така. Значи треба да се измери, значи треба да се извади кукулјот од житото. Значи не може некој судија во Берово кој има само шумска кражба да има иста плата како еден судија кој е во Скопје, кој има не знам колку притвори и така натака. Значи мора мерит систем. Тоа е прво по онолку колку што работат.
Значи тоа е едната работа. Втората работа која е многу битна, значи во целокупна, значи атмосфера кај нас, во делот на судството и обвинителство, да се поделат и обвинителството и судството. Кај нас имаме академија, несреќна академија за суди и јавни обвинители, која го носи називот, внимавајте, значи каде адвокатите се дискриминирани и не можат да влезат во правосудниот систем. Во моментов имате 4400 адвокати кои не смеат да бидат врховни суди, не смеат да бидат апелациони суди, не смеат да бидат значи основни суди, претходниот закон тоа го нормираше и се создаде еден круг на како да кажам, на феудална каста во судството и сега имате само суди може да влезат преку академијата за суди и јавни обвинители и овие, значи адвокатите се аутсайдери. Тоа не е во ред во еден демократски систем. Дури викаат и така поставени, нели, во академијата се создаваат релации, нели, неминовно да се создадат судско-обвинителски релации за утре други ден и така. Вие студирате нешто кога утре не знаете дали ќе бидете суди или обвинител. Дека владее таму непотизмот, и слушате керки, се тоа исповрзано с изговорот кој го слушате од другата страна е дека така Европа им рекла. Па сега Европа, јас како дете ми вика, ако некој рече да се фрлиш во Вардар, дали ќе се фрлиш? Треба пресметаш дали е тоа традиционално, дали можеме ние да го имаме во Македонија или не можеме. Академија може да постои, но во текот на работата, но да не се злоупотребува, да речам. Но се злоупотребува. Да. Академијата се искористи како тесно грло во Македонија за прием на подобни кадри. Тоа е факт и ние зошто да се лажеме. Зашто реков мерит системот? Многу е битен тој мерит, не ветинг. За се е битен. Мерит системот е битно да се види кој судија како работел, што работел. Тоа е улогата на судскиот совет. Значи не судскиот совет треба да е во постојано заседание. Тие суди се слободени од друга одговорност. А не да забораваат кај им е работното место. Значи ако сакаме нешто да направиме, треба да сработиме. Значи потребна е акција, не дефетизам. Во колумната Вредноста на слободата јас во текот на емисијава неколку пати ќе се нели црпам од неа и доста и податоци и бројки баш околу судиите за 2023 чинам година беше дека имало 200 представки, само 2 или 3 представки во однос на судија биле процесуирани во смисла или добил како опомена или нешто казна на плата во рок од 3-6 месеци. Сакаме да го тргнеме стигмата. Од 200 представки. Значи, кога зборуваме за правосудство, значи еве апел и до вас новинарите, значи не се тоа само суди и обвинители, таму се и адвокатите. Тоа е на целокупна и тоа адвокатите се најбројни, најзагрозени и најтргнати на страна. А лично сметам дека адвокатите се тие кои имаат доволно искуство и знаење да му помогнат на правосудниот систем, значи во овој момент за да продолжи подобро да работи. Затоа што ќе бидат вклучени активно, не пасивно вклучени. Кај нас тоа е улогата на судскиот совет. Значи ако ние сметаме, ако сакаме да ја тргнеме таа негативна тенденција дека 2% имаме доверба, треба се образложени одлуки да не убедат судскиот совет, да не убеди да каже, видете, вие имате таква, значи, но она што го одлучил судијата или како постапил во предметот било согласно законските надлежности. Неработењето на судскиот совет носи до предпоставка, нормално како граѓани, таквите од 202, значи, дека се уважени, значи, не дига јавната свест кај граѓаните, кај обичниот народ, кај невладините организации, и ние сега погодуваме каде е вината, кај судијата и обвинителот. Сакам да ви кажам една анекдота, имаме изгледа време да ја кажам. Некој дете сакало да учи филозофија во некој манастир. Мислам дека вие сте исто така, имате така. Да, и во манастирот имало значи 13 луѓе кои од една страна седеле, 13 од друга. И детето го ставиле во средина и дебатирале за едно магаре. Дали магарето има 64 или 62 заба. А магарето пасело многу блиску до местото за дебата, ама дебатирале долго време. И детето, бидејќи било прагматично, станало и рекло, видете, магарево е тука, овик нема да му ги зброиме забиве и да продолжиме понатака. И сите заедно, значи овие кои тврделе дека има помалци, овие кои тврделе дека има повеќе заби, сите заедно станали и му рекле на детето, ти не си за тука, ти треба да си одиш.
Значи, ние сме во многу слична позиција во Македонија. Значи, секогаш кога се бараат конкретни бројки, мери систем, значи, кога сакаме нешто да дојдеме до објективната вистина, во Македонија се создаваат предпоставки од одредени фактори, бидејќи комодитетот кој го уживаат одредени луѓе во нашава држава, не ќе, значи, да го напуштат. И тоа трае. И тоа трае. Сега не може да трае зашто се уништува нашава економија, се уништува правната сигурност, останавме без луѓе. Мислам, видете, ова е 30 години. Се што е вредно или повредно си заминува државата, за жал. Менкиновски, бевте во трката за судија во Страсбур, во судот за човекови права во Страсбур, меѓутоа бевте отфрлен, исфрлен, како да кажам, или не ја продолживте трката, зошто? Бевте прекинат. Нема да зборувам за... Или не за... влеговте во потесен круг, да речеме, од тројца нели кандидати? Два пати не влегов во потесниот круг. Зошто? Само за да знае македонската јавност, јас бев единствениот македонски кандидат кој имаше препораки од еврокомесари и од представници на тела на Обединетите нации. Значи, след сериозноста. Високи референци, да, референците беа високи. Апсолутно меѓународни. Да. Зошто одлучи така? Мислам, јавноста беше запознаена во повеќе наврати, но она што можам да го кажеме е следното, дека и овој конкурс нема да им успее. Значи, многу добро тоа го знам. Нема да им успее и ќе го вратат назад. И знаете што е најжално во целата работа? Ние како држава го губиме образот. Дека највисок, значи таму имавме председател на Уставен суд, председателите на другите судови, не спровеле постапка согласно барањата на Советна Европа. И овој конкурс ќе биде вратен назад. Поради непочитување на процедурата. И вие, да, на процедурата, а камоли содржината. Да. Значи, така да, многу ми е жал, ама тоа е. Потребни се промени и пак потребен мери систем, да се види кој колку работи. И што работи? Ви падна тешко лично вака? Не. Видете, јас како да ви кажам, еден ваш колега мене ме потсети за првиот конкурс, иначе немав ни намера, ми се јави и ми кажа дека има во тек конкурс на кој за првиот конкурс во кој се одбрани тројца и веќе се знаат кандидатите. И ми изиритира поради целокупнава ситуација, ги поднесов во првиот конкурс значи моите документи во последниот момент. Така дознав и испадна како што испадна. Видете, не можеме да си го бркаме сопствениот народ. Доволно е веќе. Треба еднашка да се застане. Очекувате негативна... да застанеме некош, да застанеме? Да, видете, ова се почетоци, ова што се случува се почетоци. Таа негативна селекција не доведе до ова дередже. Мојата баба викаше дередже. Дередже, да, се употребува точно. Менкиновски, самиот се соочивте со судските инстанции, инаку повторно ќе споменам вашата колумна вредноста на слободата, дека во Македонија многу малку се носат ослободителни пресуди, а тоа е според вас репер за здрав систем, за здраво општество, за здраво судство, да речеме, кој продуцира слободни граѓани, не граѓани исплашени, нели, на секаде околу нас. Имавте ослободителна пресуда за унавење, нели, на македонското знаме во Охрид со звездата од Кутлеш. Така да не би рекла дека не носи македонското судство ослободителни пресуди, иако вие бевте сигурени од сам почеток, викавте дека ова ќе падне. Немаше норма како да ме пресудат. Но како и да е, видите, ослободителни пресуди треба да има во Македонија, поготово фактички судството треба да биде коректив на обвинителството. Обвинителството да не се гонат луѓето. Значи, ако некого гоните, треба да имате докази. Не може вие во финансиски истраги и финансиски предмети да ги завршувате со сведоци. Таму се знае материјални докази. Се битни за тие финансиски, а не сведочење на некој и така да носите одлука. Мислам дека институции имаме, луѓе имаме. Значи, треба само да се направи реорганизација во Македонија и пак, реков, кукуљот да се извади од житото. Нашиот народ во основа е креативен народ. И работлив народ. Само треба, како вели Вател, да се почувствува среќен. Има изгубено среќата и уморен од овие
години наназад од префрлање на вината на друг, па сензационалистички апсења, па не знам. Но еве, и неефикасноста на македонските судови на крај завршува со представки до Европскиот суд за човекови права и натаму е висока бројката. Судот во Страсбур во една прилика како квалификатив, како оценка вика има македонското судство се соочува со структурни проблеми, дека Македонија има структурни проблеми во националното законодавство. И за тоа како ги третира и најмногу и вие што пишувате во колумната најмногу тие представки и после одлуката на судот во Страсбур е поради непочитување на конвенцијата за човекови права во делот на правично судење или во правичен рок. Претходно имаше во законот за судовите доколку некој судија изгуби предмет во Европскиот суд за човекови права да биде разрешен. 2017 година, бидејќи не му одговараше на одредени структури, губеа предмети во Страсбург, адвокатите бараат тие судии кои учествувале таму да бидат разрешени, го сменија и го избриша и не постои во законот. Значи, имаше добра методологија да се чисти самото судство од кукуљот. На овој начин, да речеме, пред судот и можеби најбезболен начин, условно. Слушнав милиони изговори во тие, значи, од другата страна, дека не точно утврдува Страсбург каде е направена повредата, кој е направил повредата. Имаме ние исто така, можеме и уставна тужба, значи да се воведе во Македонија. Затоа треба да се смени уставот, но ова може, значи, да се направи како не факултативно, облигаторно, ако изгубите предмет во Европскиот суд за човекови права, вие автоматски да бидете разрешен како судија. Но, сега кога зборуваме на таа тема, е многу битно да му пристапиме на проблемот целосно, не површно, значи да не користиме методи на дедукција и индукција да бидеме сензационалисти. Судството во моментот, ние немаме недостаток на судии, бидејќи сме анализирал таа, ние имаме... Слушаме и тоа, дека има недостаток. Значи, тоа е глупост. Значи, например, Македонија има на 100.000 жители 25 судии, а Америка мислам дека има 7,5-9, има 9, има Германија, Франција, така да се доволни. Шведска има 7 месечини на 100.000 луѓе. Битен е кадарот, значи битно е сега оние луѓе кои штрекуваат во моментов за плати, придонеси да им се помошниот, значи кадар, значи на судиите потребен им е, тоа е де факто. Значи и потребно е, како веќе што многу земји веќе почнуваат воведување на вештачка интелигенција во судството, во делот, не во носењето на одлуките, туку да речеме во сортирањето на предметите, веќе тоа е со години го користат во многу судови надвор од Македонија и многу помага и заменува многу труд и работа. Години, јас мислам дека можеме, тоа многу можеме. Дури мислам дека не зборуваме за години, за месеци. Тоа се воведува и се започнува. Но дали ќе можат судиите што се да баратаат со тој систем да зашто да не можат? Судиите сепак нели ги тераат тоевал да полагаат, поносеа некои дури имаше и афера за лажни дипломи и такви глупости. За тоа и за англиски јазик не познавање, не познавање. Но можат и она што е сакам да го истакнам кога зборуваме за судството, значи фокусот ни е на кривичните предмети и професорот Калајджиев го слушав и апсолутно е во право. Значи фокусот треба и на граѓанските предмети да е, зашто знаете повредите во кривичната материја се навистина битни, тие се од лична природа, но и оние кои се однесуваат и на граѓанската, значи материја, сопственоста и така натака, и фирмите, компаниите во Македонија, за да тргне на економија, вие мора да имате владење на правото. Ако го немате владењето на правото, најдобрата економија може да ја направите, вие не може да успеете. Јас не го зборувам тоа, ние, значи треба да само да видиме искуства на земји, Сингапур и така натака. Значи сите европски земји некои кои тргнале. Околу судот за човекови права ја сакам деновиве излезе една јавно објавена информација дека се обратил до македонските инстанции со цел да побара веројатно дополнителни информации околу случајот на бизнисменот Сеат Кочан околу прислушуваните материјали, нели? Веројатно недоволните докази споредбено со она што се зборувало во тие нелегално набавени, нели, прислушувани разговори, како беше, затоа
што судот ги зеде во предвид поради обемноста, нели, големиот број на прислушувани луѓе, инаку во други случаи нели не се зема за тоа. Мислам дека предметите кои се имаат повикано на нелегитимни и нелегално прибавени докази, бидејќи видите тие докази беа доставени од тогашниот премиер, колку што се сеќавам јас, до специјалното јавно обвинителство, така беше, да. Значи е јасен, многу не може да се заснуваат судски пресуди на нелегитимни и нелегални докази. Многу е битен патот на доказите и тоа е поентата за носењето на слободителни пресуди. Не, затоа тоа е поентата зашто кај нас во затворите имате луѓе во притвор, бидејќи обвинителот нема доволно докази и чека сега од сите овие притворени од тој конгломерат некој да даде лажна изјава, ме разбирате? Така. И да го сврти текот на предметот. Судот во Страсбург, јас сум уверен, не само во тој предмет и во други, зашто сега ќе почнат да стигнуваат тие апликации од Европскиот суд за човекови права, дека ќе даде јасно до знаење дека предметот во предметите се користени нелегални и нелегитимно прибавени докази. Тоа е основата на Законот за кривична постапка. Тоа е она што Министерството за внатрешни работи треба да го направи на легален и легитимен начин, а јавниот обвинител да го верифицира пред судот, да докаже дека доказите кои ги прибавил се легални и легитимни. Сега, ако јавното обвинители не сакаат или сакаат полесно да поминат со работење, со нивното работење, со тоа што доставуваат докази кои не се прибавени на нелегален и легитимен начин, тогаш, знаете, судот во Страсбург нормално ќе донесе одлука и сум уверен дека ќе донесе одлуката во корист на бизнисменот Сеат Кочан. Само еден, една раска во но тоа е отвора пандорината кутија, е отвора за другите предмети. Значи, ако спроведувате постапка, спроведете ја онака како што треба, ако не, значи откажете се. Најдете нова методологија, не е тоа да го вие пропуштите криминалот во Македонија. Тоа е најголемата лага. Но потоа за еден двајца што така нели одлучиле, страда целата држава, да речеме, и финансиски. Репарации плаќаме. Да. Така, јас отприлика сега ќе најавам пауза за реклами, па продолжуваме со емисијата. Почитувани, продолжуваме со вечерашното издание на анализа, гостин Тони Менкиновски, адвокат. Господин Менкиновски, зборувавме за судот за човекови права и повторно ќе се навратиме преку вашите предмети што ги застапувавте на нашинците од Грција и од Бугарија, на Виножито и Омо Илинден Пирин. Меѓутоа, она што сакам претходно да ве прашам, а како искуство што го имате нели со нашите правосудни органи и вашиот личен случај за кој што јавноста дозна пред еден исто телевизиски настап пред година дена. Рековте дека до тогаш 10 години никој не мрднал со прст, а вие се соочивте случај за екзекуција, вие подобро ќе си кажете. Сакам да кажам дали откако јавно зборнавте за овој случај, дали нешто се помрдна, работите ве година дена има од тогаш повеќе. Видите, многу е битно, многу е важно некои работи да се извадат во јавност. Многу е битно вие новинарите, како тоа е вашата сила, нели? Да информирате јавноста. Да, има помрднување. Од вадењето има помрднување, јавното обвинителство донесе решение со кое го одбива, значи, се отфрла кривичниот прогон поради застареност. Ме разбирате? А не е застарел, да речеме, процедурата и во тоа решение пишува дека наводно имало некое вештачење, дека јас не сум доживеал тешка телесна, туку лесна телесна повреда и тоа е сега, значи, по жалба пред вишото јавно обвинителство. Јас нема да ги оставам ниту обвинителите што го сторија тоа, ниту сите оние кои беа замешани, бидејќи таму има и сведоци кои кажуваат дека тоа е инструиран случај и е поврзан со застапувањето, меѓународното застапување мое на македонците од соседството. Така да, и веќе имам ангажирано и адвокатска канцеларија Голштейн, значи од Израел, која има во Тел Авив свој, во Париз и во Њујорк свој луѓе, бидејќи овој предмет, видите, ова не е напад врз мене, значи јас ја преживеав. Имав тешки телесни повреди, преживеав. Ова е напад
знаете, на секој, ако јас не можам овој случај да го дотерам до крај, Како и адвокат. како адвокат, Да. тогаш остана за обичниот македонец, кој не е должен, значи да ги познава законите, во смисла тој е должен да ги почитува, но да ги познава професионално не е должен. Така да пораката ќе одам до крај, значи јас и знам дека ме гледаат и тие кои стоја од другата страна, бидејќи се доставени сведочења во кои кажуваат кои се креаторите, кои се не само извршителите, туку и кои се креаторите, така да обвинителството достави решение во кое вели застарен бил, ама и немало тешка телесна повреда. Сега е пред вишото на животот обвинителство. беше доведен во опасност, бидејќи целено е да биде извршена тоа е екзекуција. апсолутно, да. Во која има и замешано и од Министерството за внатрешни работи тогаш луѓе, така да тоа си е од обвинителството, значи имате изјава на сведоци, така да тоа е сериозен. Видете, тоа се случи поради да кажеме генезата, тоа се случи, па од кога се случи, после тоа беше покренато обвинение против мене од господинот Красимир Каракачанов, тогашен премиер на Бугарија. Така и министер за одбрана беше едно време така. Да, вице-премиер беше, да. И беше покренато обвинение за делот дека сум ги застапувал македонците во Страсбург. И тоа обвинение, значи јас дури еден период не можев и да се движам надвор од државата, бидејќи се бараше и со потерница на Интерпол, но знаете, кога имате непријатели, имате и пријатели. Така да многу ми е жал во тој период што и пишав на не сегашната гарнитура на адвокатска комора, на бившата гарнитура на адвокатска комора, дека во вршењето на мојата адвокатска дејност од страна на министер, значи на министер за одбрана на соседна земја е покренато обвинение и знаете против мене, и јас дури имав и во една емисија со очување кај еден ваш колега со него и го прашав и тој го прекјуте тој момент, бидејќи сега веќе не е министер господинот Каракачанов. Многу ми е жал што адвокатската комора, бившиот состав, не сегашниот, не реагираше воопшто. Бидејќи јас побарав, вие сте адвокатска комора, јас ме гонат од причина што јас 5 години не можев да влезам во Република Бугарија. Забранет ви беше влезено? Не ми беше забрано, ако влезев ќе бев уапсен, значи. И јас го знаев тоа, бидејќи ние македонците не сме сами, нели? И она што е многу битно е адвокатската комора не презема никакво действие. Заштитата дојде од комесарот за човекови права од Советот на Европа, бидејќи јас сум бил претходно на листата на Томас Хамамберг, значи како адвокат на Советот на Европа, и јас ги искористив тие мои меѓународни конекции, така да не можев да излезам од државата, и во друга држава тоа беше поентата. Кога ќе излезете од државата, да ве уапсат, да ве чуваат во притвор негде, додека се разбере ќе поминат 2-3 месеци. Тоа е тој екстрадиционен притвор или глупост. Па треба Македонија, па Бугарија. Тоа беше со намера направено од тогашниот министер, ама помина. А македонската адвокатска комора, трет пат ќе кажам во емисијата, тогашниот состав, значи, воопшто не ме удостои со одговор. Значи, јас побарав релевантно да ме представува и да ме заштити. Не ме удостои со одговор. Така да, за жал тоа се состојбите во Македонија, но не ме... Ова е настан што ви се случи 2014. Да, 2014 година, да. 2014 година. Рековте дека процесот го терате надвор од државата, така мислам со Не, чекам, да, точно. А треба ли да чекате одговор од наши инстанции? Имате да, го чекам одговорот сега од наши инстанции, па значи за да може да се така. Верувате инаку во меѓународното право? Секогаш. Тука сте фанатик, мислам имате изјавувано дека секогаш верувате и дека нема шанси да не се не биде нели дефетистите кои ве убедуваат дека меѓународната политика е појака од меѓународното право, само ве лажат. Значи, можеме тоа и со контрааргументи во секое време да го образложам. Потврдите и дека со конкретни примери. Добро, вашиот случај, тој ги охрабрувате сите граѓани да излегуваат и да зборуваат, да се одважат, што имаат вакви случаи, велите не сте нема зашто да се срамат. Така, и треба да ги кажат. Сите сме луѓе. Така, да.
ама некаде се чуваат нели во фиока, она што велиме дека во фиока по неколку години се чуваат Па затоа одредени треба предмети. Да, па затоа треба да ги оптерате ти вишите обвинителства и судскиот совет, обвинителскиот совет, народниот правобранител. Зашто земаат плата тие? Еве Менкиновски, странската адвокатска канцеларија, рековте нели, од Израел, со седиште во Тел Авив, дали виде случај во вашиот случај? Апсолутно, како не, ова е... Значи, тие видоа случај, нашиве овде инстанци... Не ми ни одговорија, не ми ни одговорија. Бившата адвокатска, значи составот, не сегашниот, не спорувам за адвокатската, меѓутоа и за нели значи не се удостои да ми напише да рече, видете, господине Менкиновски, барев ќе викнеме на разговор. Ни на разговор не ме викна. Јас за сето ова имам аргументи, значи имам легално доставено. Тие, значи, знаете како, тоа е во вршењето на лекарската професија, некој лекар да биде обвинен не заради лекот, туку зашто дал лекарска помош. Тоа е поентата, тоа е суштината на и овие воопшто, значи не се ни одважија Македонската адвокатска комора. Иако редовно секогаш сум ги плаќам сметките и све, значи сум лојален. Како членарина. Како членарина, да, не само јас и адвокатите кои работат во моето адвокатско друштво нормално. Кога од фелата не си се браните, да речеме, тоа е Не е поентата за бранењето, видите, така, да се работи за принципи. За принципи, се работи за принципи кои оставаат траги. И тие траги, бидејќи нормално, она што сакам да го истакнам е дека во Македонија во овој хаос се направи квантен скок, во генерацијски квантен скок на учењето од ние луѓето кои требаше да учиме ги пуштија технолошки вишок и се случуваа милиони глупости. И сега има некои деца кои гледаат на што ни се случува. Јас сум веќе 50 години, нормално. Има помлади деца и гледаат на што ни се случува. И сега велат, ако нив им се случува ова, што остана за нас? И од тука започнува тоа бегање на децата од Македонија. Ова е нивна земја, ова е наша земја. Така. Не треба да ја напуштиме, треба да си останеме. Треба да сме еднакви пред институциите. Апсолутно, без разлика. Да сме граѓани од втори или трети. Не само декларативно, реално треба да го направиме, а оние што таа нееднаквост ја фаворизирале треба да одговараат. Треба да одговараат за да се покаже како пример. 35 години, мислам, не е мал период, сакам да кажам. Тоа е и за детски болести треба сето тоа да се помине, и тефтерчиња од било која владеачка партија што била во даден момент, нели? Системот бивши бивша Југославија, значи не беше толку да речеме болшевистички. Имаше своји вредности и тоа мораме да го кажеме, не е дека поготово во делот на правото исто така, значи многу добри закони. Например, законот за потекло на имот кој многу пати што ние уште кај нас не е донесен, да речеме, беше перфектен. За корупција и криминал не се донесени измените за подкажувачи на законот. Значи има многу закони што не се носат, што можат да помогнат во таа борба за, нели, очигледно некој нема интерес. Очигледно некој нема интерес и тоа така се провлекува, ние се зборуваме докаде е борбата со организиран криминал и корупција. Еве измените на кривичниот законник и тоа сакав да го искоментираме, имаме време. Како гледате вие на нив последниве измени на кривичниот законник, иако се спрема нов и веројатно и подготвен, не знам, мислам дека некаде во јуни треба. Јас сега може да ви поставам вас прашање. Дали јавноста знае какви измени се спремаат? Никој не знае. Никој не знае. Видете и сега да ви дадам што беа преку ноќ и да ви дадам одговор, не е благодарно, само ќе значи сакам да кажам многу со тие измени од 2023 многу високо профилирани, нели, како што беа кажани дека бил сторен, нели, криминал огромен, паднаа во вода, многу, нели, случаи. Видете, многу важен момент. Законот за потекло имот треба да важи за сите граѓани. Кога го имате таков еден функционален закон и кога тој се прво ќе влие на менталитетот на граѓаните дека во Македонија постои правда и еднаквост. Тоа е законот за потекло имот. Втората работа е законот за кривична постапка и кривичниот законник. Кај нас имаме ние професионалци.
И тие луѓе треба да ги повикаме. Имаме луѓе кои се занимавале, професори по 40 години со оваа проблематика, со оваа тема. Значи треба да ги повикаме и да ги прашаме. Да ги повикувале, меѓутоа не сакаат да доаѓаат, многу се тешки Не кога ви, треба. ама ти Добро, нека вас зборувам за владата и за извршната власт. Со позицијата што е прават некои. За извршната власт. Извршната власт треба да ги повика, ама и да им даде конкретни насоки. Значи, конкретни насоки. Прво треба да се направи мерит систем, да се види. Таму имате некои кривични дела, кои само така не стојат како кривични дела. Сега да не разлекуваме целокупната емисија. Или да видиме некои кривични дела, например, тоа е сепак тоа е наука. Значи треба да се види кои кривични дела најмногу кога имаме повратници, значи каде се зголемат казните, каде се намалат. Јас такво мерење немам сретнато во Македонија. Ние знаеме колку лица се во затвор лишени од слобода моментално? Не знаеме. О која е причината? Значи треба институциите, таму има еден извештај кој го дава јавниот обвинител. Јавниот обвинител е тој кој може и да му предложи закони на извршната власт, тој е дел од извршната власт. Тој е тој кој треба да каже дека одредена општествена појава, значи е на границите помеѓу криминогеното и легалното и дека таа може да се санкционира. И да се започнат процеси. Така, активната улога на овие луѓе, на тие кои имаат комфортна позиција сега во моментов, тие се тие кои треба да ја креираат, да ја работат значи државата. Ние корупција бараме во приватниот капитал, во приватните фирми. Не, корупцијата е во државните фирми. Таму треба да ја бараме. Значи ги имаме измешано малце, намерно е тоа, не зависи од народот, значи тоа зависи од тие кои доаѓаат на власт, тоа што ви го кажав на почетокот. Кога ќе дојдат на власт, значи едни правила, кога ќе си одат други правила. Значи кога ќе дојдат на власт, условите во затворите не сакаат да ги сменат, кога ќе си одат, бидејќи дел од нив одат, тога се многу гласни за да ги сменат. Значи тоа е еден апсурд, не знам како да го наречам. Менкиновски во интерес на времето, некаква аналогија меѓу случајот на Груби, не знаеме како ќе се развива, само претпоставка бидејќи тоа се пишуваше по социјалните мрежи, дека обвинението било многу тенко, дека можело да се сведе само затоа што Груби ставил подпис во даден момент кога цела влада стоела со одлука за тоа, ќе се провери и тоа се разбира. Повторно, како и во случајот со 27 април и Кочани случајот, некако како колективната како да кажам, колективното посечување, како да кажам, на вина, некако како да сака да ја извлече на страна одговорноста поединечната, индивидуалната одговорност. Добро, 27 април немој да ме сватите погрешно, 27 април не би го ставил во корпусот со Груби и со Кочани, бидејќи според мене 27 април тој предмет ќе падне за брзо, значи во Македонија. 27 април? Да, 27 април. Врз основа на што го целите ова? Врз основа не на пресуда која веќе е донесена, ама не е напишана. Така да чекаме да излезе пресудата. А во кого е сега, ако можете ли да отиме понатаму? Па Дејан Давидовски Дешо, значи кој беше во Шведска. Така. И кој се сам се врати во државата, мислам. Да, јас сум и господинот Ване Андреев сме му адвокати. Значи судот се одважи и го отфрли обвинението против него. Тоа значи доколку остане судот на намерата која има, која бидејќи беше јавно кажана, и значи другите ќе имаат право да започнат повторување на постапка. Затоа 27 не би го мешал со овие други случаи. Во 27 предметот, ако некој сторил насилство, да, треба да одговара за насилството, ама ако бил влезен натре, значи и само за тоа, значи се донесени одлуки, сметам дека немаше ни потреба за и најстрашната работа, таму нема тероризам. Значи ние македонците, да, сме имале тероризам во 1920 година, сме дрмале цела Европа, сега не сме терористи. Тоа е факт. И од тој факт и многу е страмно да пренасилено обвинение. Да, тоа е апсолутно. Ако го зборуваме за вакви конгломератски предмети, како што јас мислам дека не само јас и целокупната моја фела смета дека предметот за Кочани дека ќе е неуспешен, бидејќи не можете вие да колективна одговорност. Треба да ја лоцирате точно одговорноста. Подобро да имаше повеќе помали случаеви,
каде што конкретно ќе се знаеш отколку вака овој предмет како змисково ќе се влече, јас не знам ни дали е завршен тој предмет змискови. Се мислам дека така заврши Сигурни сте? епилог, мислам дека сум сигурна. Да, така, значи тоа е многу лошо и за Тој таму го имаше како предмет во таа зелена лупа што беше таа невладина па како нели предмет што некако не заврши, а луѓето седеа со месеци нели во притвор. Нешто не заврши тој низ судските лабиринти. Мислам дека не заврши. А ова што зборувате за Артан Груби дека обвинението е тенко, значи така пишуваше по социјалните мрежи, значи треба да се проверат за него како личност, имаше многу шпекулации. Тоа е моментално не е осуден. Значи тие шпекулации или ќе паднат, или ќе бидат или вистините. Јавноста, значи македонската јавност, без разлика, не би ги делел луѓето во Македонија на албанци, македонци, турци, роми, народот треба да ја знае вистината. Сепак и тој е човек, можеби не е виновен. Значи, можеби е виновен, ако е виновен, треба му се изрече казна. Значи, тоа е поентата. Не можете вие површно за одредени работи и сензационалистички, кога ви паѓа рейтингот, вие да кривате некои предмети. Не може така. Значи, тоа е, веќе народот и не верува. Тоа е факт. Затоа гледаме дека се пожестоко и пожестоко се реагира. Да. Тоа е факт. Народот на не социјални верува. мрежи. Да. А сакам околу нашинците нели да завршиме нели следниве 10 минути, не Сакате за нешто друго ме прашате претходно? Не, тоа е тоа што сакам да прашам и сега за нели што ги имате нели одбрането предметите и барањето на нашинците од дому или да пирен пред судот за човекови права. Дали тие може да бидат како адут во нашето портфолио за со Бугарија, рековте па и Бугарија деновиве излеговте дека е очајна во однос на Македонија, меѓутоа еве денеска имаше дебата во Европскиот парламент околу извештајот на Вајц и натаму ја тврдат тезата дека дека и 120 години да трае ова, дека тие Македонија без да донесе чим даваат одговор, да биде, Вака, чим даваат одговор бугарите, значи се очајни. Претходно, значи не беа очајни. Оно што е битно за правата на македонците во Пиринска Македонија или во делот кој е сега под Бугарија или во бугарската држава, малцинството, како сакате. Значи, која сакате терминологија употребете, македонското малцинство во Бугарија, тие си ги извојува нивните права сами. И тој процес е незапетлив. Тие имаат 17, 16 или 17 пресуди. да, 17. И тој е незапетлив. Колку сака и Бугарија, како сака и да се движи светот, значи. Сега гледаме дека имаме други блокови, дека почнуваат работите да одат во поинаков правец, дека Европа не е веќе она што беше и така натака. Значи, како сакате да ги свртите, значи, тие своите права ги извојуваја. Само прашање на време кога ќе почнат да ги ефектуираат. И не треба да сме дефетисти. Кај нас овде слушнав, не знам кој не исполнил толку пресуди, не, тие сите ги исполнуваат пресудите. Ако не исполните пресудата согласно Европската конвенција за човекови права, не можете да видите партнер во Совет на Европа. Најстарата организација. Значи не можете. Едноставно. Сега, на потеке македонската држава. Македонската држава не се вклучи во ниту еден предмет до сега, не е вклучена. Значи, како држава, значи во овие така. Паралела да направиме, во случајот Радко, бугарите беа вклучени. Значи, си има свој представник и беа заинтересирана страна. Македонија до сега не се вклучила. Македонија има една можност, неколку пати сум ме кажал, и сакам да ја повторам, да поведе постапка за сврлање на Бугарија од Совет на Европа поради непочитување, бидејќи вие мора да ја почитувате, има и временска рамка, на овие пресуди. И тоа е многу добра позиција на Македонија за Европската унија. Значи, владата, држава против држава. Веројатно пробиено тој рок што е доволен за таја да ги едноставно даваат извештај на комитет на министри, па не знам што, сега имаме и препораки. Така да, многу голем ќе е срамот ако таков процес започне Шведска. Шведска побара од Бугарија да се трне, знаете, а не ние како македонци, а ние како македонци билатералните односи можат само да ни се зајакнат. Ние сакаме Бугарија да биде подемократска и подобра држава со почитување на основните човекови права. Тоа е поентата, не е поентата ние нешто да бараме надвор од она што е како држава. Значи сега е Министерството за надворешни работи на
потек и тоа може да го стори тоа. Може дали да има поведе. расположение, дали имате информација, ве велите и друг пат сте го споменале тоа Не како знам, можност? но ова е многу голем адут. Или во интерес на тоа да не се Ова е таласа многу, да не Не се... знам, која е нашата политика години е дефанзивна. Јас во една прилика сега гледам и премиерот кажува дека ќе влеземе на брза трака во Европска унија. Да, и вие тоа го кажате така Да, во еден јавен настап. пред 4-5 месеци, а претходно го кажа господинот Љубомир Гајдов, кој Точно. навистина го ценам и сметам дека такви луѓе треба да видат да пијат еднаш неделно кафе со премиерот или со било кој, бидејќи од тие луѓе има што да се научи. Поготово од господинот Гајдов. Значи, и точно е тоа што го кажа господинот Гајдов во делот на Европска унија. И зошто е тоа точно? И многу битно точно е поради тоа што Кина врши голем притисок во врска со заземањето на Вардарско-Моравската долина. И сега во моментот. Апсолутно. Преку инвестиции, дури тие не доаѓаат како кинески компании тука. Доаѓаат како европски компании. Бидејќи Европа има двојни точно, стандарди. Да, точно, да. За нас е забрането. Макрон во така. За во нас е Кина забрането кога да не зборуваме само Макрон, со Кина и со другите, за нив е дозволено. Нивните фирми ги продаваат на кинески. Значи, Тоа е факт, да. Тоа е факт. Затоа и отидоа во Јужна Америка и затоа отидоа и во Индија, но Индија има подпишано 5 договори, значи има и со Америка и со сите. Јужна, ова што се случува со фармерите сега е протест, значи нивното производство Европа е пред голем колапс според мене и во голем Со хаос. договорот со земјоделство што го потпишаа Апсолутно, да, апсолутно. И сега имаат потреба не само нови пазари, од нови територии, и ние ќе влеземе на брза трака во таа Европска унија и тоа право на вето, значи може ќе седиме на таа позиција. Колку ќе го искористиме и како ќе го искористиме, дали сакаме, не сакаме, тоа зависи од нас, значи македонците, не зависи од нив. Целокупниот процес. Вие овие тврдења ги базирате врз ваши нели контакти што ги имате блиски низ институциите на Европската унија, овие тези се Нема вртат ништо со бабавања, значи. Да, не мислев на тоа, значи низ овие институции, нели личности од европските институции. Сепак ќе ви да споменеме изјава на евроамбасадорот Рокас завчера ја кажа, апропо и овие тврдења на премиерот, не тврдења, он излезе со изјава дека се и такви опции се ставени на масата, тоа нели ради таа брза лента на која се Украина и Молдавија, на која што се сака да се стават и Украина и Молдавија, па и ние дел од западно-балканските земји да се придружим инаку колегата Гајдов, кој што е чест наш гостин овде во телевизија 24, вели со стапкене на тератни дека ние сме заслужиле. Многу точно. Но така за почеток можеби нема да ни биде дадено нели можноста да гласаме и да сме еднакви на масата во тој дел. Остаревме, чекајќи таа Европска унија. Да. Таа Европска унија за која јас сум сонувал, ако лично ме прашате. Сите сме сонувале, да. Сум сонувал како дете, не е истата Европска унија која е сега. Значи, и јас искрено сум скептик. Она што само како бенефит можеме да го добиеме е цената. Ние плативме многу висока цена чекајќи Европска унија да дојде. Или ние да отидеме таму. За идните генерации да ја вратат, значи да ја наплатиме цената, ништо друго. Да. Значи, Добро, Европа испадна со двојни стандарди. Во тој пакет нели премиерот спомна дека мора уставните измени како Мислам дека и тоа ќе го голтнат, дека и тоа нема да биде потребно, така да им се брза бидејќи Евроазија, концептот на Кина или патот на свилата, значи многу брзо и навака, така да и тоа ќе го голтнат само за да многу е битно ние како се однесуваме. Така е, дали суверенистички, со изјавата на Рокас да не испадне дека не сум ја кажал, иако ја знае јавноста, дел од јавноста, дека за сега барем не постои договор во Европската унија кој што вели прием на членки кои би биле без право на глас во унијата и без право на вето да вложат. Тоа е во официјалните договори, меѓутоа веројатно ќе се најде механизам да не мора да се чепка во Европската унија ќе испадне како Академијата за суди јавни обвинители, ќе го примат, не знаејќи дали ќе биде суди или обвинител. Исто и нас така ќе не примат, а и после ќе одлучува за другиот дел. Тоа ќе биде и тоа многу брзо, им се брза, многу им се брза. Добро, заради сите овие нови геополитички нели пристројување, прекројување што се случуваат
земинава топка. Ние сме сведоци, во наше време се случува тоа. Така е, да. Така, Менкиновски, благодарам што бевте дел од ова издание Благодарам, на јасно. 24 анализа. Ми беше драго што еве по подолго време повторно сте наш гостин. Благодарам. Исто. И благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.